Насилен сосед му го одзеде мирот на цело семејство во Пробишти, подкако пред 2 години на улица им го претепал тогаш 9-годишното дете. Од тогаш до сега детето е под постојан страв, а родителите под стрес. Цела фамилија, поготово јас и машми, останавме без спокој, без мир, без пари, без се, едноставно. Едноставно сме без мир, најважен ни е миро. Јас детето секој сабајле кој ќе го пратам на училиште, јас тоа дете го мислам. Прв пат за маката мајката јавно проговори пред 2 месеца откако на суд извојувала пирова победа. Имено предметот го добиле, но штетата не е доволна да се покријат ниту основните трошоци за лекување на детето. Од тогаш до сега сите писма што ги напишала и на суди и на невладини организации останале без одговор. Не сум задоволна за тоа што ја како прво не можем да си ги покријам трошоците за лекувањето на детето. И ред други трошоци што сум ги имала. Господинот бил невработен, мене не ми интересира. Ако не е вработен, не треба да малтретира туги деца, туку нека си најде работа да си работи, а не да ги тепа децата по улица. Во меѓувреме соседот и детето често се среќавале во училишниот двор, што според мајката за нејзиниот син е додатен стрес, па реакција бара и од училиштето. Што таму прават за стресот на детето да го намалат? Доленскиот раководител со проблемот е бидејќи од минатата учебна година, таа не го знаеше како ученик, го следи ученикот, си има контакт со неговите родители кои што секој пат се јавуваат кога се повикани во училиште. Детето не покажува никакво асоцијално поведение или пак заостанување во настава, дури јас реков дека е добар ученик, нема проблеми од наставниците, дури изненадена од успехот што го постигнува. Независно од се, тепаното дете и неговото семејство уште долго ќе се опоравуваат од преживеаната траума, а патот до мирот ќе си го плаќаат сами.